Армијата на САД соопшти дека мали беспилотни летала се забележани како редовно летаат на 4 американски бази во Британија од 20 ноември. Базите го вклучуваат Лейкенхит, дом на 48-то борбено криво на военото воздухопловство на САД, камен темелник на неговата борбена способност во Европа. Пентагон соопшти дека сериозно ги сваќа инцидентите. Installation leaders have determined so far that Утврдивме дека ниту еден од овие упади не влијае на објектите или средствата што ги имаме во тие бази. Министерката за одбрана на Британија, Марија Игл, рече дека користат повеќе слојни мерки за заштита на силите. Ќе осигуриме секој што ќе го фатиме за вакво однесување да ја почувствува силата на законот. Војската на САД соопшти дека прелетите на беспилотните летала варираат во големините и конфигурациите. Тоа веројатно укажува на намерната акција, вели експертот за безбедност од дронови Дейвид Дан. Најочигледно е дека ова се практики со цел да го принудат аеродромот да работи на поинаков начин или да ги прекине воздушните операции. Дан вели дека американските непријатели би можеле да ги користат беспилотните летала за други цели, како што е собирањето разузнавачки информации за бројот на борбени авиони и каде се сместени. Беспилотните летала се забележани над стамбените згради на американскиот воен персонал. Најранливиот дел се пилотите, ако можете да ги идентификувате каде живеат, следејќи ги дома во нивните домови, можете да идентификувате каде можете да го прекинете најслабиот дел од тој синџир. Лондонскиот Таймс пишува дека властите не ја отфрлиле Русија како виновник. Дан вели дека има докази дека Москва сака да ги засили хибридните напади, што значи невоена форма на војување, што се уште може да биде деструктивно. Без разлика дали станува збор за прекин на подморските кабли или за запаливи пакети кои се испраќаат во градот во кој живеам, Брименген, на аеродромот во Брименген, беше пронајдена запаллива направа. Овие работи обично се прават од трета страна, при што се чини дека руската држава врбува криминалци во Велика Британија. Руската амбасада во Лондон не одговори на барањата на гласот на Америка за коментар. Москва претходно негираше каква било вмешаност во хибридните напади врз Западот.